Почитувани граѓани, погледнете што прави власта на Никола Груевски. Само овој месец, непосредно пред да опочне примената на новите закони за администрацијата, со заострени критериуми, распишани се огласи за приеми на над 500 лица во државните институции. Се примаат 30 државни институции, 30 државни службеници, главно референти за средно и висше образование во Министерството за труд и социјална политика. 17 државни службеници, главно помлади соработници во Министерството за финансии. 13 државни службеници во Министерството за образование и наука. 6 државни службеници со средно образование во Министерството за информатичко општество при владата. 5 државни службеници, главно со средно или висше образование, во Министерството за правда, односно во управата за водење на матичните книги. 3 државни службеници во Министерството за транспорт и врски, исто така со средно или со висше образование. Речи си и да нема државна институција во која што нема вработување. Во канцеларијата на премиерот, во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, во Дирекцијата за заштита на лични податоци, во јавното обвинителство. А како што објавивме и претходно, само во владата, овој месец во Генералниот секретаријат се распишани 194 позиции. Дали ова брзање за полнење на државната администрација по старите критериуми значи дека новите кадри не се способни да ги поминат заострените критериуми по законите кои што ќе стапат на сила во февруари. Кога ги донесоа законите за административни службеници и за вработување на лица во јавниот сектор, чии што измени се денеска, токму денес на собраниска седница, власта обедуваше дека со заострените критериуми, како што се полагањето на англиски јазик, компјутерските вештини, психолошките тестови, Република Македонија ќе добие квалитетна, стручна и ефикасна државна администрација. Но она што се случува во последниот месец, со вртоглавите вработувања по секоја цена, пред февруари го покажува вистинското дволично лице на ВМРО ДПМН и на власт.